Несрин дојде со мене да ги средиме собите на горните катови. Ти не мораш да доаѓаш, јас ке средам. Бидејќи досега не си чистела соби, не си правела, јас ке те раководам. А не, ти нешто да не украдам додека работам, се плашиш ли? Затоа сакаш да одиш по мене и да ми бидеш опаш додека работам. Нема потреба да ти бидам опаш. Ако нешто се украде, сигурно тебе ќе те обвинат. Ипек не влегува во собите да чисти. Еми не доаѓа да готви и не излегува од кујната. Можеш секого да убедуваш дека е твој, но јас сум сигурна дека тој Гердан не е твој. Доста веќе, господје Меријам. Тој Гердан е спомен од мајка ми. Набедувањето е грев. Кога знаеш дека набедувањето е грев, зошто тогаш твојата ќерка не ја научи на тоа, Фатма? Ако ти останале толку пари од мажот и драгоцен Гердан од мајка ти, зошто тогаш кутриот човек на крајот на секој месец мораше да бара пари на заем? Зошто? Еднаш му кажал на Мехмет дека морал поради ќерката да зема кредит од банка. Ама не и се. Ајде сега секој да си ја гледа својата работа и да го оставиме лажењето. Ајде престани да се расправаш со мене. Твојата работа е чистење. Земи што ти треба и дојди со мене горе. Да си ја завршиме работата. Не заборавај што е твојата работа. Очигледно Хикмет тука многу зборувал. Господ да те казни, вештерке. Здраво, не знаев дека сте тука и вие. Собата ли ќе чистиш? Да. Добро, јас ќе се симнам долу, а ти исчисти. Тетка Меријам, дали е долу Ипек? Да, душо, долу е. Нешто ќе прашам. Што има помеѓу Ипек и овој? Ти гледај си работата. Заврши ли со собите? Ги исчистив сите, освен собата на господја Селда. Многу си брза. Ако не ми веруваш, оди провери сама. Откако ќе исчистиш собата на Синан, избриши ја вратата на ходникот. Навистина ли ќе одиш да провериш? Да. Се разбира дека ќе проверам.